Радовишките пчелари организираа меден град за да ги промовираат своите производи и да ги поттикнат помладите да се ориентираат на овој бизнис. Тврдат дека околината на Радовиш е идеална за производство на органски мед, но е потребно здружување и поголема поддршка од државата. Треба малку поголема организација од Сдруженијето на пчеларите на Република Македонија. Ова гранка за млади пчелари е многу добро. Да не треба друго вработување. Значи може да се живее едно семејство со 100 пчелни семејства да добро живее. Пчеларите од Радовиш се жалат дека оваа сезона заради лошите временски услови значително им се намалени приносите. Медот што го произведуваат на планината Пачковица го продаваат локално. Размислуваат преку формирање задруга да ги зголемат пчелните семејства. Ако веќе професионално се занимаваш, значи може да живееш и да екзистираш од нив. Значи имаш широка палета на производи. Имаш полен, мед, прополис, перга. Еве на идеја сме значи да оформиме едно радовишко пчеларско друштво кое што нели ќе си ги бара своите права и нормално ќе може да бара и донации. За некоја таков објект или запакување, значи единствено ако се дружиме повеќето пчелари може да се добие. Манифестацијата Меден град ја организираше општината, од каде во наредниот период најавуваат поголема промоција на локалните производи од мед по збртимените општини во Балканот и во Европа. Манифестацијата Меден град има за цел да стане традиционална и во иднина да прерасне во своевиден саем на опрема и производи од мед. Нашата идеја да формираме едно здружение или една задруга на пчелари. Се надам дека наредната година оваа манифестација ќе ја прошириме со изложувачи на опрема за пчеларство и други луѓе надвор од нашата општина. Во Радовишко има околу 60 регистрирани пчелари со околу 6000 пчелни семејства кои што се претежно на планината Плачковица.